Фузија е насловот на новиот проект во кој се вклучи средното училиште Љупча Сантов, а кој е подржан од Еразмус плюс програмата на Европската Унија. Учествуваат учесници од 6 држави – Франција, Турција, Грција, Шпанија, Унгарија и Македонија. Представниците на проектот од 5 држави учесници една недела, почнувајќи од 17 февруари, ќе престојуваат во општина Кочани и ќе учествуваат во разни активности. Идејата зад проектот е да се подобрат ИКТ вештините на наставниците, нивните компетенции и вклучување на корисни апликации во активностите во училницата. Основната цел на проектот е да им се овозможи на училиштата учесниците да го подобрат квалитетот на образованието, со што би им помогнале на учениците и би ги подготвиле подобро за иднината. Интегрирањето на технологијата во училницата и обезбедување на еднаков пристап до знаење и вештини за сите ученици е задолжително во 21. век, беше речено на активноста во Кочанската гимназија. Можам да кажам дека верувам во моќта на Еразмус плюс програмата. Вчера пристигнавме во Софија, бевме во Софија, каде што сретнавме една пријателка, професорка по англиски, која запознавме пред 7 години за време на еден друг Еразмус плюс проект. И можам да кажам дека Еразмус плюс проектите не поврзуваат, не спојуваат, не учат на емпатија и толеранција. Проектот Фузија се однесува на оние вештини кои еден наставник треба да ги поседува во 21. век. Веќе наставниците постојано треба да ги надоградуваат своите знаења и ИКТ вештините. Многу ми е мило што сум овде, што можам да престојувам во овој град и во вашето училиште и благодарам на тимот и на управата од училиштето. I have come here with 4 of my colleagues. Овде сум заедно со уште тројца мои колеги и многу ми е мило што можам да ги видам моите пријатели, бидејќи ние веќе се запознавме на првата мобилност во Турција, каде што имавме можност да научиме да користиме книги, електронски книги. Сега се надеваме дека овде ќе научиме нови ИКТ вештини кои понатаму ќе можеме да ги споделуваме. И од раководството на училиштето истакнаа дека се задоволни што се учесници во проектот и дека бенефитот е обостран, а посебно за учениците и наставниот кадар. Целта на проектот е да се научат нови ИКТ вештини кои што ќе ги користат професорите во наставата. Спецификата на овој проект е што во овој проект не се вклучени ученици, туку се вклучени само наставници и директори од спомнатите 5 држави плюс Македонија како 6-та држава. Голема благодарност до координаторката Лидија Коцева, која што неизмерно и денови и ноќи работеше за да бидеме дел од овој прекрасен проект, чии што резултати ќе ги видат и нашите колеги, а мислам дека ќе бидат видливи за учениците, па и за пошироката кочанска јавност, вклучително како и туристичката понуда, зголемување на туристичката понуда, како и зголемување на искуството кој што ќе го имаме и ние како наставен кадар, како и гостите кои што ќе понесат со себе спомени од традицијата и духот на ова поднебје. Покрај редовните активности од агендата кои што ги имаат, планирано е посета на спомен куќата во Кочани, на традиционалната куќа, етно куќата Кочани, споменикот на слободата, црквата, централното градско подрачје, како и посета на позначајните градови како што се Охрид како туристичка дестинација и Скопје. Ќе работат на интерактивна табла со Storyboard, Story Jumper и други методи и техники кои што досега не се работат во нашата редовна настава. А тоа ќе биде потик за нашите 8 души професори кои што се вклучени, пак понатаму да продолжат со работењето на овие ИКТ алатки. И општината секогаш ги поддржува ваквите проекти кои се од корист на учениците и професорите. Како и секој пат, така и овој пат, општина Кочани ги поддржува проектите посветени на едукација на учениците, на едукација на професорите и наставниците. Се надевам дека со овој проект на Еразмус плюс програмата ќе дојде до понатамошно напредување на функционирањето на средните училишта во Кочани. За овој проект Фузија дојдени се вкупно 23 професори од 5 држави учесници, а учествуваат и 8 професори од гимназијата. Средното училиште Љупча Сантов пред една недела беше домаќин на сличен проект под наслов Временска машина, исто поддржан од Еразмус плюс програмата и за кој гости имаше од 5 други држави.